Граѓаните, особено хронично болните, мака мачат да стигнат до неопходните лекови на рецепт после 15 во месецот. Новата прераспределба на квотите која стапи во сила годинава, со што Фондот за здравство скрати од големите и даде повеќе пари на помалите аптеки, изгледа не го реши проблемот. Па нема на рецепт, има од 1 до 5 и 6, после нема. После 6 нема? Нема. Само да си купиш приватно. Зависи, некои воопшто не може да се најдат. Ги земате на приватно? Да, тие што се неопходни. Значи, нема само во почетокот на месецот. За крај на месецот нема, после 5 има. Чекаме да се истреме, да стигне, чекаме за да ги земеме. Граѓаните на 18 март не можат да ги најдат пропишаните лекови на рецепт, а до крајот на месецов има околу 10 дена. Можат да ги купат, но од свој џеп. Колку пати се на приватно се ги зима? Приватно ги земам, тие што ми треба. И на социјалните мрежи се бара спас како да се најдат лекови на рецепт. Најзагрозени се астматичарите, чии спреови кои им се неопходни се премногу скапи. Земам рецепти и тоа пред први, после први, одам у аптеки било каде, не можам, а астматичен маж ми е болен и многу тешко се навоѓат спреевите. А тоа приватно немам могучност зато да земам. 3000, 4000 еден спреј. Бана бубата од север до Карпуш овде. Не се наоѓа. Фондот за здравство пред нова година ги прераспредели месечните квоти со лекови, со што некои аптеки добија инфузија на месечниот износ, а кај некои квотите со лекови беа намалени. Тогаш реагираат дел од аптеките, предупредувајќи дека многу порано ќе им се трошат месечните квоти со лекови и дека граѓаните или ќе мораат да ги шетаат аптеките, или ќе треба приватно да ги купуваат лековите.